По однос на денешнава точка на дневен ред останува се уште незаинтересираноста на пратениците од владеачкото мнозинство, но секако тој е резултат на она што доста редок случај кога се расправа по однос на буџетот за следна година да се закажуваат други комисии. Ова е исто така многу битна комисија, но за жал очигледно е дека се сака да се направи некој дисбаланс, да се одвлече внимание и што помалку да има дискусии, реплики, контрареплики, а по однос на едно вака доста битно прашање. И морам исто така со жалење да констатирам дека на дневен ред го имаме годишниот извештај за работа на јавните обвинителства за 2021 година, а се наоѓаме на крајот на 2022 година, што навистина не знам што би произлегло од нашите дискусии кога еве и 22 година завршува, што значи апсолутно ние овде само зборуваме за да го кажеме она што го мислиме, што го оцениме, иако јавниот обвинител не квалификува како некомпетентни за она што го зборуваме, но ете, ќе мора да издржи уште некој час или ден да не послуша, иако некомпетентни, сепак имаме да кажеме нешто што е веќе јавна тајна и можеби жалам што господинот Јовевски ќе имаше можност да не се брука толку со овој извештај, доколку истиот се разгледуваше нешто порано, да речам пред да излезат оние анкети, кога излезе довербата во правосудниот систем и обвинителството од 8%, но еве стаса, бидејќи нели се доцни со разгледувањето на овој извештај, па сега да се брука и со една анкета која што кажува дека довербата падна и на 4%, што апсолутно ниту не зачудува, ниту е случајно. Знаеме за какво јавно обвинителство се работи, знаеме што ни се случува во државава и знаеме дека немоќта на ова јавно обвинителство да реагира онака како што треба да реагира, иако имаме ние нели компетентен јавен обвинител, сепак неговите дејанија, действувања се закочуваат затоа што нели тој одбира да соработува со актуелната власт, иако како држава сме организирани со 3 посебни власти кои што апсолутно не треба меѓусебно да имаат влијание, но во Република Македонија се е испревртено, па и ова. Што се однесува до извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија за 2021 година, кој што е нели на 63 страници добиен негде во септември месец оваа година, јас издвоив само неколку поединечни моменти на кои што кога ќе ги прочитам сакам само мал коментар да дадам, а после на нешто друго би се осврнала. Значи, имаме во делот кај што се зборува за правна основа и надлежности на јавното обвинителство, па стои дека јавното обвинителство на Република Македонија во Уставот и во Законот за јавно обвинителство е дефинирано како единствен и самостоен државен орган кој што ги гони сторителите на кривични и други казниви дела и врши други работи утврдени со закон. Јавното обвинителство ги извршува своите функции врз основа на Устав. Уставот нормално е секаде да се споменува и да биде прв, затоа што е нели највисокиот акт во една држава, но колку се почитува, дали се постапуваше според Уставот, тоа ни говорат, како што кажав, и анкетите. Понатаму вели, јавно обвинителската функција ја извршуваат јавниот обвинител и јавните обвинители. Заради објективно и професионално извршување на функцијата, јавниот обвинител не сме да членува во политичка партија или да врши друга јавна функција и професија. Исто така, Уставот изрично забранува политичко организирање и действување во јавното обвинителство. Имаме мноштво примери, докази за тоа дека јавното обвинителство и тоа како соработуваше со извршната власт, за тоа беше не потсети последното гостување на суспендираната јавна обвинителка за гонење на организиран криминал, која што не потсети на онаа ноќ кога јавниот обвинител наместо да се наоѓа на своето работно место, отишол да се консултира со премиерот и со владата по однос на тоа како да постапи со еден од најконтроверзните случаи кои што во јавно обвинителство ги има водено во државата.
Понатаму кај надлежностите во извештајот за работата на јавните обвинителства се вели надлежноста на јавните обвинители е определена со Уставот. Уште еднаш истово сум го подцртала, но за жал кај нас Уставот апсолутно нема никакво влијание, никој не го почитува, ниту една институција, па ниту јавниот обвинител на Република Македонија. Како што кажав, дел на јавното обвинителство е нели и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, па тука е наведено дека истото постапува за кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, а знаеме дека во државава дрогава ни се дила на секој чекор и никој ништо не превзема. Наркоманите добиваат документи, лични документи од Министерство за внатрешни работи, на улица се, деца ни страдаат, но јавниот обвинител вели дека неговиот извештај и работа биле успешни во 2021 година. Понатаму вели дека јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се справува и со перење пари и други приноси од казниво дело, злоупотреба на службена положба и овластување, примање на подкуп, давање награда за противзаконско влијание, противправно стекнување и прикривање на имот. Сето ова е во ред која се чита, но дали се постапуваше по овие предмети изминатиот период или еве конкретно 2021, за тоа може понатаму да разговараме. И уште една од надлежностите, односно работите по кои што требало да постапува основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал е при кривични дела, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Бевме сведоци на гостувањето на Вилма Русковска, кога кажа како таа е наградена за тоа што го водеше случајот за уставобранителите од 27 април, што доволно говори како кај нас се сите власти испомешани и како јавното обвинителство апсолутно не делува самостојно и во согласност на Уставот, туку делува и делуваше исклучиво според нарачки на актуелната власт. И сега кај делот каде што голем број на колеги критикуваа дека во суштина добивме еден чисто статистички извештај како да се работи за извештај од Државен завод за ревизија, а не за извештај од јавно обвинителство, и тоа во држава која што е окупирана од криминал и корупција, па имам подцртано исто така некои моменти на кои што сакам да ставам акцент. Па вели, значителен е бројот на постапки по допрен глас, односно по собствена иницијатива на јавното обвинителство, кој што во 2021 година од вкупниот број на пријавени лица во 3,4% случаи отворило постапки. И ова е еден процент кој што доволно говори колку јавното обвинителство е отворено за да допре глас до него, или и тука има некој филтер кој што кажува кој глас треба да биде допрен и процесуиран, а на кој глас треба јавното обвинителство да остане немо и глуво и да не постапува, зашто имаме мноштво на примери кои што доколку ми овозможи времето и тоа како би сакала да ги наведам. Понатаму во делот за обемот и ажурноста по подрачјата на вишите јавни обвинителства и основното за гонење на организиран криминал, по однос на полнолетни сторители, статистиката е следна. Па вели, на подрачјето на вишето јавно обвинителство Гостивар се постапувало против купно 5965 лица, од кои 3228 пријавени во извештајна година, против 2737 од претходната 20 година, односно вишето јавно обвинителство Гостивар донело одлуки против купно 59,8%, а во работа останале кривични пријави против 40,2%, и вели намален е заостатокот на нерешени кривични пријави. Јас не знам дали ова ваша утеха која во извештај велите дека е намален заостатокот, кога заостатокот изнесува 40,2%. И ова само не игра на бројки, но ефикасност апсолутно никаде нема. Исто така и за вишето јавно обвинителство Штип велите дека на крајот од годината се донеле
93,6% од вкупниот број на кривични пријави по лица, односно на крајот од годината останале во работа кривични пријави од 6,4%. Овде може да се согласиме дека барем во еден добар дел имаме некој намален процент. За Битола велиме 63,8% сработени, а останале во постапка 36,2%. За Скопје останале во постапка 42,3%. Значи се ова игра на бројки на проценти, за да на крајот, во заклучокот, извештајот нормално е потпишан од јавниот обвинител Љубомир Јовевски, вели дека може да се заклучи дека во извештајната 2021 година по предметите е постапувано ажурно и стручно. Значи, покрај намалениот број на јавни обвинители, за тоа сите се согласивме, покрај нели оној проблем кој што го имате и со финансиите, и со останатите технички работи, просторни работи и така натаму, велите дека постигнувате успешни резултати. Јас навистина не знам дали ово извештај соодветствува со актуелнава состојба во државата и дали воопшто сте свесни дека оваа недоверба која што ни се случува, која што е секојдневие, е резултат на вашата неажурност и неуспешност, а не како што заклучувате во извештајот дека вие 2021 година сте ја завршиле успешно. Има мноштво на скандали кои што се поврзани токму со вашава институција, господин Љубомир Јовевски. Ако ние не сме компетентни, за тоа говорат многу покомпетентни луѓе од нас, говорат многу скандали. Ние имавме една комисија на која што се расправаше по однос на избор за уставни судии, каде што вие бевте еден од кандидатите за уставен судија и се направи еден преседан во ова собрание кој што не е ниту прв, не верувам ни дека ќе остане последен се додека трае оваа актуелна власт, кога на точка на која што требаше да се изберат тројца уставни судии за 3 испразнети места, се избраа само 2 уставни судии, а вас ве изолираа, ве изфрлија, како не знам зашто да се работеше, и тоа е навистина невиден преседан, каде што точката незавршена се префрли на пленарна седница и вас ве оставија, еве, да ве гледаме како подносител на извештајот за работата на јавното обвинителство за 2021 година, но не ве видовме како избран кандидат за уставен судија, иако имаше тука колега од Социјалдемократскиот сојуз кој што го читаше вашето CV како предлог за уставен судија, но за жал не знам што се случи, можеби вие најдобро знаете. Јас само знам дека вашиот мандат истекува следната година, негде овој месец, 25 декември, така да мислам дека ова е добра можност за сиот овој срам кој што ви го направија господине Љубомир Јовевски, барем оваа следна 23 година, кога ја имате речиси за цела, за до крајот на вашиот мандат како државен јавен обвинител, конечно да започнете да действувате според Уставот, како што имате наведено и во извештајот, и конечно да покажете дека не работите под влијание, туку работите строго според Уставот и законите. Сакав многу примери тука да споменам за она кога велите дека сте работеле по допрен глас и да ве прашам дали до вас гласот не е допрен за многу предмети во Република Македонија, кои што и денес се уште свежи, и затоа мислам дека имам право да ги споменам, бидејќи и вие во вашиот извештај кажавте дека имате предмети кои што биле нови поднесени во текот на 2021 година, но исто така и предмети кои што се заостанати, при тоа не наведувајќи дали се од 20-та, дали се од 19-та, 18-та, 17-та и така натаму. И знаете како народот е многу сензибилен, па вели каде се видело ниту еден функционер на власта да не одговара за сторено кривично дело или ниту еден функционер на ДУИ да не одговара за кривично дело, јас овдека се спротивставувам и велам дека секој криминалец треба да одговара, господине Љубомир Јовевски, без разлика на политичка припадност, етничка или верска различност. За жал тоа со вас не го видовме. Зоран Заев во оваа држава хараше, окупираше, криминал вршеше на сите страни и корупција. Зоран Заев веќе не е премиер, не видовме дека еден предмет се отвори поднос на неговите криминали. Тој само си даде оставка после
катастрофалниот пораз во 2021 година на локалните избори, но делата кои што ги направи апсолутно не гледам дека до вас допреле како глас или како документи. Имате мноштво на примери кога и Државната комисија за борба и спречување на корупцијата до вас има поднесувано во рамките на нејзините надлежности, се разбира, информации, но вие предмети не отварите. Вие предмети отваравте само кога за тоа ќе добиевте дозвола од извршната власт, што е катастрофално, поразително за држава како Република Македонија, на која што единствена, можеби најприоритетна задача при отварање на преговорите за влез во Европската Унија е токму овој правосуден систем и обвинителството конечно еднаш да расчистат со политички влијанија и да започнат да работат строго, независно и професионално. Во текот на 2017 година, еве да се одлучам да не бидам опширна, иако ви споменав на онаа комисија која се зборуваше за уставните суди, имаше колеги и колешки кои што говореа многу долго, а говореа и читаа за криминали и скандали кои што се случуваа периодов на владење на СДСМ и на ДУИ. Јас само ете како и вие во вашиот извештај би ги споменала бројчано дека имавме во 2017 година 41 случај на афери и скандали. Во 2018 година 73 вакви случаи. Во 2019 72 случаи. Во 2020 40 случаи. Во 2021 34. За оваа тековнава нашиот податок е 23. Негде бројка над 250, а под 300, што не знам дали за вас говори дека во нашава држава цвета корупција и криминал. Секојдневно се случуваат скандали, бомбардирани сме од вести на јавни ликови кои што сте вмешани во криминал, но очигледно до вас допира гласот само кога за тоа ќе ве насочат, а не кога вие на вистина треба да реагирате. Го споменав Зоран Заев, ќе ги споменам и Ден Дончев и случаите, еве, нели, во вашиот извештај беа едни од надлежностите и кога има злоупотреба на европски пари, се сеќавате на оние злоупотреби на парите од Европскиот фонд, од тир зоните, за какви се намени беа злоупотребувани тие пари. Имаше многу афери, скандали, фирми на кои што за жал вие останавте неми. Сега ве тресат скандали и поднос на многу избори на личности кои што се во делокруг на вашето јавно обвинителство. За жал не гледам реакција. Јас на вистина апелирам до вас не да постапувате како вид на реваншизам за овој срам што ви го направија како кандидат за уставен судија, ве отфрлија настрана како да бевте последниот според CV-то од оние. Јас велам дека имате добро CV, имате добро искуство, но за жал немате добра постапка спрема, односно единствена постапка спрема сите предмети, туку селективна, и мислам дека токму заради тоа се најдовте во една ваква незавидна положба. Јас сакам, навистина сакам оваа следна година, каде што дефинитивно според сето ова што го слушаме и гледаме, според интересот на тоа како пратениците на мнозинството се заинтересирани за да дебатираме по однос на овој извештај, сметам дека следнава година вие останувате како државен јавен обвинител и мислам дека и тоа како имате можност да докажете дека сте независен и едноставно да испркосите на овој срам кој што ви се направи од страна на актуелната власт, затоа што можеби во вашата фела е навистина врв на една кариера да се стане и уставен судија, меѓутоа ваквиот блам и ова што ви се случи е навистина за еден ваков професионалец како ваш, мислам дека многу лош крај за кариерата. Споменав многу афери и скандали. Сакам само за крај, бидејќи ете предпоставувам дека ќе останете државен јавен обвинител и во следната година. Не знам дали
тогаш ќе имаме можност да го слушаме извештајот, односно да го примиме од вас тој извештај за таа година, бидејќи еве завршува 22-а, а ние разгледуваме извештај за 21-а. Еве, чисто само заради јавноста ќе ве потсетам на последните 3 актуелни афери и скандали кои што секако дека се случија оваа година, но и тоа како очекувавме да постапувате по допрен глас, ако ништо друго, ако не се обидовте да најдете докази и документи, а тоа се аферите кои што наши колеги, мои колеги ги обзнанија во јавноста. Тоа беше аферата Броило, тоа беше аферата тајни имоти и тоа беше аферата паразити. Значи, државава ни е трула од криминал и корупција. Вербата во обвинителството ни е 4%, а вие во вашиот извештај велите дека сте биле успешни, експедитивни и дека е се во ред, дека ние не сме компетентни. Ние овие анкети и анализи ги немаме објавено, сигурно дека ги правеле луѓе кои што и тоа како ја познаваат оваа област, така да апелирам до вас, господине јавен обвинител, да се завземете конечно за работа во вашава последна година како државен јавен обвинител и конечно да се зафатите за оние предмети кои што и тоа како ги туркавте во фиока. Не знам каде се скриени, дали се можеби негде и поништени, како нели имавме примери на поплави, на пожари, на несреќни случаи и така натаму. Народов од вас, од државава, очекува исклучиво постапување по правда, по закони, никакви оправдувања, никакви олеснувања за никого. Затоа пред малку кажав, не се согласувам кога некој ќе каже зошто функционер на ДУИ или зошто актуелен или зошто биш функционер не одговарал. За мене важи само правилото дека секој кој што направил криминал во оваа држава мора да одговара. Тој криминалец мора да има име и презиме и никој во негово име не смее да превземе одговорност па да ни одговараат шалтерски работници за издавање на преку 200 пасоши на преку 200 белосветски криминалци. Гледате какво во светот, каква слика остававме со ваквото непостапување и гледате до каде сме стасани. Секојдневно имаме лажни, јавни, не знам какви тајни дојави за бомби. Ништо не се превзема, навистина е ситуацијата алармантна. Вие како државен јавен обвинител имате пресериозна функција. Уставен судија очигледно дека нема да ве изберат, затоа би ве замолила, би апелирала, јас и кога говорев на комисијата за прашање на избори и именувања по однос на другите кандидати за уставни судии, упатив еден апел до вас дека баш токму сега очекувам од вас да реагирате буквално онака како што треба. Јас верувам дека вие знаете како треба да постапувате. Ете, ние не сме компетентни да ви кажуваме, ви кажуваат законите и уставот, но сметам дека се досега тие не ви беа првите документи по кои што се раководевте, туку ви беа луѓето од извршната власт, каде што одевте да се консултирате за да постапите, дали на со некого да се пазарите, да му дадете куќен притвор, за да тој ви се предаде и така натаму. Не е само еден лик во државава, не се само политичари во прашање во државава, мали ситни бизнисмени ни станаа милиардери, во државава семејства на функционери ни водат фирми кои што милионски суми вртат додека народов ни тоне во сиромаштија и затоа велам Европска унија и патот до Европската унија ние мора да го исчекориме сами, а да докажеме дека сме подготвени за таму, ќе докажеме само кога ќе почнеме да постапуваме строго според закон и според устав. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам.